Добар ден, драги ученици, јас сум наставник Весна Димитровска и предавам во Основното училиште Дане Крапчев од Скопје. На денешниот час по ликовно образование за прво оделение, темата ќе ни биде сликање, наставна содржина галерија, наблюдување на репродукции на познати слики. Целта на овој час е да наблюдувате слики и да ги воочувате нивните карактеристики, како и да се поттикнете да развивате интерес за ликовната работа и творење. Секој дело во ликовната уметност е создадено од меѓусебно комбинирање на ликовните елементи, како што се линијата, бојата, тонот, насоката, големината, формата и така натаму. Гледајќи го ликовното дело, во него можеме да препознаеме некоја позната содржина, представена како портрет, автопортрет, фигура, животни, интериер, пейсаж, мртва природа и така натаму. Што е портрет? Ако на ликовното дело е представен човечки лик, велиме дека тоа е портрет. Секој уметник, кога представува портрет на некоја личност, се обидува да го представи неговиот специфичен израз и карактерот на личноста, а не само физичкиот изглед. Најпознат портрет во светот е портретот на Мона Лиза. Оваа слика е изработена на табла од дрво со маслени бои пред многу години. Ја изработил еден од најпознатите сликари Леонардо да Винчи. Да Винчи ја создал Мона Лиза кога предстојувал во Италија по нарачка на еден богат трговец. И замислете, тој ја сликал цели 4 години и потоа не ја продал, туку ја зачувал за себе. Откако отишол во Франција, тогаш ја продал на еден богат крал. Денес оваа слика е предмет на многубројни толкувања и е изложена во Париз, во Франција, во еден од најголемите музеи во светот, кој се вика Лувр. Да погледнеме други познати портрети во историјата на уметноста. Еве еден убав портрет од Јан Вермер, кој се вика Девојката со бисерната обетка. Девојката носи екзотичен фустан, како што гледате, и упатлива бисерна обетка, но и израз кој не се заборава, кој ве гледа право во очи. Еве уште еден познат портрет, интересен многу, кој е насликал италијанскиот сликар Джузепе. На него инспирација за портрет да нацрта му биле зеленчукот и овошјето, како што забележувате. Ајде да погледнеме што забележуваме. Еве тука и цреши, грозје, црно, бело. Тука круша забележуваме, во долниот дел пиперки, за да биде уште повпечатлив портретот, додал и цвеќиња. Ова е една интересна слика на која инспирација на Джузепе му било зеленчукот и овошјето. Што е автопортрет? Ликовните уметници многу често го представуваат својот лик преку цртеж, слика, графика или скулптура. Таквото дело велиме дека е автопортрет. Тука гледаме два автопортрети. Едниот е од Винсент ван Гог, кој е познат сликар, исто така и Егон Шиле. Уметниците си се насликале самите себе и тука велиме дека ова е автопортрет.
Ликовните дела често ни прикажуваат облечени фигури на луѓе од разни периоди од историјата на човекот. Фигурата има големо значење за нас, затоа што тоа е еден документ кој се запознаваме со начинот на кој луѓето биле облечени во минатите периоди. Сега ќе ви покажам две дела, односно две слики, познати. Првата е од Јан ван Eyck, кај што забележуваме, односно две фигури, една машка и една женска фигура. А на другото дело на Густав Климт забележуваме дама една во злато, со еден раскошен фустан. Во оваа слика е значително тоа што таа е изработена на платно со масло, сребро и злато. Некои уметници многу често во своето творештво представувале одредени животни. За прикажување животни, уметниците биле инспирирани од нивната убавина. И во едно дело на Оскар Кокошка, уште во 1910 година, тој сакал да слика животни и ја насликал мачката. Потоа гледаме едно дело на Дирер, тој бил инспириран од зајакот и го насликал. Потоа петелот познат на Пабло Пикасо, кај што забележувате е доста колоритен, по повеќе бои е нацртан. Преку слика уметникот може да представува и внатрешниот простор, кој се нарекува интериер. Еве две познати слики, кај што е прикажан внатрешниот простор. На првата слика е појадок на едно семејство, трепезарија, а на другата слика е во еден салон представен внатрешен простор, значи во домот, каде се свири на клавир и една дама пее. Многу ликовни дела ни ја прикажуваат убавината на природата. Тоа се нарекува пејсаж. Преку пејсажот ни се представени убавините на планините, шумите, езерата, реките, полињата, селата, градовите и улиците. Сега ќе ви покажам две дела доста познати. Во првата која насликал Моне, инспирација му била Изгреј сонцето, каде на еден интересен начин ја насликал, а втората е на Ван Гог, Звездена ноќ. Забележувате овој пејсаж, како е насликан на еден интересен начин, еве месечината, небото како е прикажано, градот, планините, и се доста познати овие две слики. Кога ликовниот уметник на своето дело има представено разни предмети и растенија, тоа дело се нарекува мртва природа. Сега ќе ви прикажам исто така две познати слики со мртва природа. Првата забележуваме сончогледи и вазна. Додека во втората забележуваме кошница со диви јагоди. Од десната страна има повторно нацртано овошје, тука праска и цреша. Два цвета се ставени однапред и една чаша полна со вода. Се надевам дека овој час на кој имавте задача да наблюдувате познати слики, го привлече вашето внимание и ви беше интересен. Доколку ви се допадна часот, би ви препорачала да посетите некоја изложба или пак некоја галерија, каде што ќе можете да наблюдувате некои други познати слики од разни автори.
Ви благодарам на вниманието и ве поздравувам.